Почитувани, денови и недели изминуваат, а СДСМ се надева дека ќе се заборават оние набавки што ги прават функционерите од СДСМ, а се со крајно сомнителна содржина. Сомнителна од аспект на криминал и на корупција, нешто што ја отсликува работата на СДСМ во владењето. Недели минуваат, сите зборуваат за тендерите во аеродром, а Петре Шилегов нема ниту збор за набавките на Златко Марин и неговите ценовници со 300 евра едно метро дрвена даска, 150 евра едно метро метална цевка, 800 евра за лед сијаличка, 800 евра за ПВЦ внатрешна врата, чешма од 1100 евра и што се нема во неговите склучени договори. Петре Шилегов е градоначалник на Скопје, а се однесува како аеродром да не е во Скопје, ниту како Златко Марин да не е од неговото СДСМ. Уште повеќе, Петре Шилегов се однесува како да не е председател на ЗЕЛС. Тоа е она тело каде што Шилегов сега е председател на сите градоначалници. Со тоа, Шилегов молку му одобрува ваков систем на нереални ценовници во тендерите на градоначалниците. Но не е само Шилегов. Со недели сета јавно зборува за набавките и тендерите на Марин, ама неговиот директен партиски шеф Зоран Заев нема никаква реакција. Златко Марин е негов директен пулен. Заев го промовираше во аеродром, а сега молчи за овие скандалозни договори со целосно нереални цени. Молчи и се надева дека скандалот ќе мине туку така. И овој молк од СДСМ има причина. Зад молкот од Шилегов и од Заев за Марин се сокрива теркот на работата на СДСМ на локално ниво. Склучени договори по наводно најниска тендерска понуда, додека поединечните ставки во тендерот се целосно нереални. А за цените и одлуките веројатно стојат други инстанции, а не само Златко Марин или било кој друг градоначалник. Почитувани, онека како што работи Златко Марин, молкум подржан од Шилегов и од Заев, е принцип на работата на СДСМ. Во само неколку ставки во договорите на Марин се крие сиот СДСМ. Залудно на тендерот наводно добива на ефтината понуда, ако во него се кријат илјадници евра можен криминал и корупција. Токму затоа, по локалните избори, ревизија мора да има, ќе мора да се откријат сите напумпани цени на врати, сијалички, чешми, даски, цевки, вештачки, тревници и обрачи, а по ревизијата ќе следува и вистинска одговорност.